Група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Прилеп уште еднаш ќе поднесе барање за свикување на итна и вонредна седница до председателот на Советот на општина Прилеп Димитар Стевананџија. Иако минатиот пат, кога СДСМ поднесе барање, ДПМНЕ образложи дека Советот нема никакви ингеренции да се дискутира за проблемот со откупот на тутун во најтутунскиот град во Македонија. Овој пат ќе го искористиме нашето статутарно право од член 25 за свикување на вонредна седница со барање поддржано од 1/3 од вкупниот број на советници во општината Прилеп. Почитувани господа од власта, како тоа денес сметате дека е безпредметно да се дискутира за маката на тутунарите на локално ниво? Само да ве подсетиме дека во периодот на откупна сезона за тутун 2005-2006 година, вие од ВМРО ДПМН свикавте вонредна седница на Совет за истиот проблем на тутунарите. Градоначалникот Маријан Ристевски и тогаш и сега градоначалник, пратениците Владко Ѓорчев, Катерина Димеска, Панче Дамески и други високи функционери на ВМРО ДПМН беа тие што тогаш ги поддржуваа тутунарите во нивните барања, им носеа храна и вода на блокадите, а денес немаат доблес да излезат и да дадат било каква изјава по однос на овој сериозен проблем и да дадат поддршка до барањата на тутунарите. Особено градоначалникот Маријан Ристевски, кој треба да биде татко на најтутунската општина во Македонија, смета дека е ирационално да се занимава со проблемот на тутунарите. Господа, наместо да ги праќате вашите партиски војници да се собираат пред седиштето на СДСМ во Прилеп, нека појдат на протестите и нека ги поддржат тутунарите во нивните барања. Ви благодарам. Што во суштина бараат тутунарите? Кој да направи вистински потек за да се реши овој проблем, кој очигледно е реален, меѓутоа е комплициран. Ајде не речем. Во оваа ситуација, бидејќи сум и јас тутунар, Па затоа тебе те прашувам. бидејќи сум и јас тутунопроизводител, онака како што е во моментов, единствено излез може да понуди владата на Република Македонија. Таа е таа која може да им лее надеж на тутунарите, дека прво ќе го откупи целокупното производство од ова реколта и дека цените ќе бидат на ниво од барањата на тутунарите. Да, но министерот се образува за владата нема ингеренција. Да го откупи кои се работи за приватни откупувачи со кои тутунарите се склучиле. Има проблем. И Лани беше што. Имаме проблем, Која е вашата ситуација? објективен проблем. Објективен проблем имаме ова откупна сезона. Проблемот е стасан до таму што веќе тутунарите ги зафаќа паника. Тутунот почнува да го губи квалитетот. Луѓето се плашат дека производството нема да биде преземено од приватните откупувачи и единствена надеж, единствен спас е тоа да го направи државата, согласно законот за тутун. И потоа, од тој тутун, нормално државата ќе си ги поврати средствата со кои што ќе го откупи. Мислам, единствено тоа е надежта. Друга надеж нема. Дали не постои опасност да бидат тужени тутунарите од откупувачите каде што имаат склучено договор? Се врши за 2 класи пониско од реалната. Тоа го изјави министерот за земјоделие Лјупчо Димов. И мислам дека е крајно време државата да ја земи состојбата во своји раце и да помогне да се реши овој настанат проблем со откупот на тутун. Решение се 188.000 евра казни во буџетот на државата. Не знам дали се тоа решение, ние не ги гледаме тие решенија такви, меѓутоа знаеме дека она што беше откуп минатата година или предминатата, Истите правилници беа истите правилници, се истите откупувачи и ние се сомневаме дека овде во позадина се крие нешто друго. Меѓутоа, медиумите не сакаат да информираат за тоа дека
На вистина е политиката вмешана, по се изгледа во оваа откупна реколта, меѓутоа за жал причините ги барате во опозицијата, а секогаш решението е кај власт. Како е политиката мешана во това? Па не знам како е вмешана, ако мисли, веројатно прашањето не ви е во правец на тоа дека некој се обидува незадоволството на тутунарите да го канализира како политичко незадоволство. Веројатно вие во смисла на тоа дека политиката е смешана во откупот, ние се сомневаме дека постои како тутунари, се сомневаме дека постои договор помеѓу власта и откупувачите за откупот на тутунот да оди на она ниво на кое што оди во текот на овој откупен период. Само тука може да се крија причината, бидејќи не знам дали може некој да дојде во оваа земја, да произведува, да откупува, да работи, да врши експлоатација, државата да се прави дека тоа не го гледа и дека не се случува. А тоа во моментот не се случува, за жал, на Македонија. На претходната пресконференција пред општината, кога го поднесовте првото барање за една седмица, во говорот председавачот Стеван Анџи рече дека ирационално е да се бара во една седмица и нема да се одржи се додека се на блокадите членови на СДСМ. Дали ирационално или е рационално, тоа ќе го покаже времето. Меѓутоа, и во минатото, токму и на овој прес, кажавме дека слична седница во еден сличен период, во една исто така критична откупна година, Советот на општина Прилеп заседавал, расправал и нудел излез и барал решение од таквата ситуација. Ние не знаеме што е денес изменето во Законот за локална самоуправа. Посебно во онај дел што се вика економски развој, за кој треба да се грижи локалната самоуправа и е во доменот на надлежностите на локалната самоуправа, а за Прилеп, ако тутунот не е економски развој, тогаш некој ја промашил темата. До началника до што беше